Добро вечер во Топ тема. 12 април останува датумот кога треба да се одржат парламентарните избори. Вечерва до полноќ партиите ќе ги достават кандидатските листи, а на 23 овој месец треба да почне изборната кампања. Пандемијата со коронавирусот очигледно ќе диктира како ќе се одвиваат кампањите. Зашто се подготвуваат, какви кампањи ќе водат, вечерва во Топ тема разговараме со генералните секретари на двете најголеми партии, кои се воедно и шефови на изборните штабови на партиите, а и самите ќе се соочат во изборната единица број 3. Тоа се Љупчо Николовски, генералниот секретар на СДСМ. Добро вечер. Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте во Топ тема. Ова е практично ваше прво соочување. Од сега па натаму се соочувате се до изборите. Вашите лидери денеска соопштија дека воопшто не разговарале за одлагање на изборите. Но сепак, дали е тоа опција која се разгледува во партиите? Јанушев, ќе почнам со вас. И доколку би се одложиле изборите, во зависност, се разбира од како се шири пандемијата, дали би се одложиле еден месец денови или одлагање би значило одржување во редовниот термин на есен? Па во овој момент мислам дека било што да кажеме во однос на конкретно на вашето прашање ќе биде нели на база на шпекулации. Она што треба да го имаме сите во предвид е будно да се следи ситуацијата како ќе се развива, без разлика на тоа што веќе влегуваме де факто во изборите, најбитно е здравието и животот на граѓаните во Република Македонија, и тоа е наш прв приоритет, и во однос на тоа како ќе се развива ситуацијата, така и ќе нели го насочуваме нашето действување. Во овој момент имаше денеска лидерска средба, се договори, значи тоа што се договори веќе е познато на јавноста, во однос на пред се собирањата, во однос на оние забрани, оние мерки кои што нели се договорија. Фактичката ситуација е дека барем до 24-ти, тоа е веќе вториот ден од официјалниот почеток на кампањата, ќе треба сите ние да најдеме некаков алтернативен начин на делување и на водење на кампањата, презентацијата на нашите кандидати, на нашата програма и се останато. Во овој момент сме насочени со нашите размислувања во однос на тоа како ќе се развие ситуацијата, така и ќе делуваме. Уште еднаш ќе повторам, најбитно е здравието и животот на граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека ова што го имаме во моментов со коронавирусот ќе се надмине за брзо, без при тоа нели да има посериозни последици врз никого. Николовски, кои се размислувањата во СДСМ? Да споменам сега да влезам, прочитав дека Франција во недела има локални избори, тие се уште не ги откажале, иако таму земјата влегува во критична фаза, исто како во Италија, со над 2300 болни, 48 починати, меѓутоа останува да ги одржи изборите во недела. Како вие размислувате, дали опција е и редовниот термин за избори? За нас како најголема политичка структура, ние сме едно 7-8 месеци во системска комуникација со граѓаните, во остварување на илјадници средби кои што ги имавме во претходниот период, и за нас буквално теренот, активностите, комуникацијата со граѓаните се една перманентна активност која што системски овој пат со нови методи, алатки, со нови стандарди на политичкото делување кои што го ведовме во овој период, и активности кои што пред се беа за заокружување на програма, на кандидати, на понуда. Ние сме целосно подготвени. За нас не сметаме дека во овој момент се отвара прашањето за одлагање на изборите или за било какви други опции, освен за адаптирање на политичката кампања со сите модели и алатки кои што ги имаме. Ние прочем соопштивме дека база на сите овие активности во кампањата за нас електронските медиуми, новите методи, новите стандарди кои што ги воведовме. Што е поточно тоа? Што е ново? Кои се тие, освен
интернетот, значи кампањата ќе оди онлайн, се согласивте дека митинзи нема. Ова ќе бидат први избори веројатно во историјата на Македонија кога нема да има митинзи, ниту една партија се откажа. Јас завчера соопштив дека ние согласно следењето на препораките, никој овде во ова студио не е епидемиолог, мислам дека и не сме ние стручни да разговараме и да навлагуваме во детали. Премногу е сериозна работата. Здравието јавно на сите граѓани пред се и тука нема дилема. Сметам дека граѓаните апсолутно имат висока доверба во институциите, во министерот, во сите оние кои што се справуваат, треба да им даваме целокупна поддршка и сметам дека сме земја која што сосема предпазливо, сериозно, со транспарентно информирање, со отвореност, информира и презема мерки. Затоа знам дека и денеска имаше седница на владата на која што се преземани, односно е усвоен нов пакет на мерки и ние сме должни само да се прилагодиме на она што стручните експерти, луѓето кои што се задолжени за следење и за презимање на мерки, акумулирано преку одлуките на владата, ние целосно да го почитуваме. Не може партискиот или било чиј индивидуален интерес да биде над интересот на граѓаните и на јавното здравје. Тука имаме обврска сите, наместо да шириме лажни вести, наместо да шириме разни глупости кои што ги слушаме овие денови, да бидеме многу посериозни и да дадеме поддршка на институциите кои што сериозно се справуваат. И ова е пример дека граѓаните стекнуваат доверба во институциите во презимањето на сите активности. Така да апелирам на сериозност од секој еден политички субјект. Здравието е пред се на сите, се друго е небитно, се друго е споредно во целокупниот овој случај. Ние сме тука да ги носиме нашите одлуки согласно препораките кои што ги има институциите. Затоа и одложивме целата агенда на претседателот Заев, 3 дена, нема никакви средби со комори, со активисти, со членови, со граѓани, сето тоа е откажано. Ние ќе се адаптираме целосно на препораките, меѓутоа прашање за било какво поместување на изборите воопшто не е отворено. Дали оваа лидерска средба денес значеше дека се согласувате со состојбата и како се води целата ситуација околу коронавирусот, бидејќи побарате оставка од министерот Венко Филипчи и сериозно го критикувавте, дури најавите кривична сетот на мерки кои што всушност се усвои од страна на владата пред неколку дена беше всушност сетот на мерки кои што ВМРО ДПМН не ги предложи ден предходно. Факт е дека целосно погрешија, целосно го изневерија македонскиот народ во однос на делувањето, доцнењето, но како партија, бидејќи здравието и животот, како што кажав, на граѓаните е пред се и над се, во овој период ќе се воздржиме од било какви коментари, но како и за се друго, сите оние кои што погрешија и кои што не делува онака како што требаше да делуваат, ќе одговараат. Би се навратил на две работи само кои што беа кажани од страна на господинот Николовски. Веројатно нивното системско делување во однос на изнесување на програма, понуда и кандидати. Јас би се надевал дека само така би продолжиле, бидејќи она што го прават е тотално погрешно. Не видовме никаква понуда, кандидатите кои што ги видовме, значи станува збор за едно тотално истрошени, корумпирани кадри. Добро, сега отварате една нова така да, тема. Дали е тоа системско делување или не е системско делување, дали се на прав пат или се на тотално збориме за кандидатите или збориме за најсериозната тема во државата во моментот со кој што се изигрувате и правите циркуси. Би се навратил на темата, да го задржиме Николовски нивото, не потреба да се за најсериозната, за најклучното прашање јавното здравје на граѓаните и обвинувањето од ваша страна према министерот кој што има апсолутна доверба со проблемот кој што се соочува. И престанете со користење на тема ваква за политичко дневни Николовски нека доврши, Јас не ви слушав нееднаш, не мора да се нервирате само што почна дебатата. Да завршам само реченицата. Колку сите веруваат во министерот, видовме со тоа што министерот во последен момент беше изигран и воопшто не беше ставен на неедна листа, а се спомнуваше и шпекулира како носител. Јас само вака ќе покажам едно последно инспектување направено на детектор, кое што може убаво да се види на прашањето. Ако може испитување од како би го оцениле квалитетот. Емисии да не ги презентирате, јас само би сакал да споделам една статистика. И тие самите прават емисија, така да задржате го статистиките. 15% од граѓаните, значи, не веруваат во јавното здравство.
односно веруваат 85% од Ако вадиме граѓаните тука, ќе не извадиме и веруваат во други. јавното здравство, бидејќи ова што се случува во јавното здравство во последниве години е тотална девастација. Добро да дозволиме Николовски да реплицира на ова. Ја ќе се воздржам од било какви небулози кои што ги слушаме. И слушнавме овие денови од ВМРО ДПМН со кривични пријави за Венко Филипче, со максимално злоупотребување на состојбата која што во целиот свет, во сите региони и во нашата земја ја има. И мислам дека крајно сериозно треба да се поставиме со сите овие случувања, да престанеме да теми какви што се овие, Николовски, со ширење требаше на да се лаги, поставите на со време. Да кривични го правите пријави, она може што ли го да замеривте. Значи, имаме работа со Николовски, ова. да. Лажете, не е така. Да дозволиме Мислам, да. да... Значи, да збориме јавно на- во емисија на пред тема сите кои за- што не гледаат, значи изнесувате манипулации. Значи мерките требаше да се преземат многу порано. Мерките кои И за што тоа денеска некој треба ВМРО да одговара ДПМН ги и ќе предложи на одговара. лидерската. Јанушев, дозволете. Доста со ќе одговараат, ќе се Да, одговара. точно, ќе се одговара. Ќе се одговара и за набавките на автобуси во Значи, јавното Николовски, сообраќајно сите предпријатие. ќе одговараат. Ќе се одговара Ќе и за одговарате фалсификувањето на и лични вие. карти. Ќе Ќе се одговара одговарате и и за вие. автопатските провизии кои што се случува, ќе се Зошто одговара не се другар одговараше Јанушев до за сега? се во државата. Зошто не се Меѓутоа, одговара? темата е Значи, не пресериозна мога. за да Другар- ја користиме во дневно другар политички. користете си Николовски, внатре кај во денеска- партија. Пакетот кој што ВМРО Николовски, ДПМН го предложи другар денеска кај се вас во веќе партија. имплементирани. Така Дали вие ги повикавте и предходно да дадат свој преглед и да ги вклучите, бидејќи дојда на денешната лидерска средба кај техничкиот премиер во владата, тоа е факт, сите партиски лидери. Дали сметате дека имаше потреба да ги вклучите сите, можеби уште пред една недела и да побарате единство кога се работи за кризна ситуација? Значи, имаме За кризен Јанушев, штаб. дали вие побаравте да се Значи, вклучите по тоа? Имаме кризен штаб Така. формиран од институциите и од владата. И ова беше прва средба во која што се информираше, се брифираше и граѓаните знаат дека по неколку пати во текот на денот се информираат во детали за секој пациент, за секој состојба, Да, за секој граѓаните, јас ве нов момент. прашав за Така да, ова еден не е работа на партија. политичарите. Ова е работа на врвните експерти и Информирање стручни на граѓаните, лица Николовски, не се во мерки. оваа област. Јанушев, И ова не дозволете сме, да заврши. и ова е една голема лудост во која што ВМРО ДПМН ги доведува граѓаните да од секоја тема, па и од болеста која што се шири низ целиот свет и во државата, да правиме дневно политички поени. Абе воопшто не размислуваме. Јанушев, Збориме за два преземаат различни апсолутно концепти. никакви мерки. Јанушев, Единствено а не што ли слуш- сметате дека е побитно единството кога има криза, отколку критиките Јас во токму моментот затоа, за... ако забележавте и и кривични на пријави самиот што видите почеток, со министерот. значи кажав дека во овој момент ќе отргнеме тоа на страна, но тоа не значи дека кога се тоа ќе помине дека некој нема да одговара. Значи тоа што некој ќе излезе и ќе информира дали има некој заболен, незаболен, ставен во карантин, апсолутно не е превземање на никакви мерки, на никакви. Свесни се дека задоцнија, свесни се дека тотално е утна работата во однос на тоа од почеток како што требаше да се постават, излегуваа на ЕУА контроли, тестирања на граници, на аеродроми, на не знам што се не, ништо од тоа не направија. Всушност што очекувате да направат? Станува збор за убедливо најнеспособната влада, за убедливо најнеспособните министри, за убедливо најнеспособните мерките во луѓе. Македонија кај коронавирусот се носат многу понапред од например соседните Видете, вие можете земји. да ги донесете Така малку ме збунувате на тука. Граѓаните папир, тоа го знаат, но нема потреба што овде да тоа е дискутираме. имплементирано? Ништо од тоа не е имплементирано. Добро, Значи, тоа како е. и во милиарда ситуации до сега, значи, они се само демагози. Значи, ќе излезат, ќе кажат, ова ќе правиме, тоа ќе правиме, вака ќе биде, така ќе биде, еве ги информираме граѓаните. На дело ништо нема, затоа имаме оваа ситуација која што имаме денеска. Да си ја сватеа работата сериозно и да земеа барем една работа во овие 3 години да направеа како што треба, ова денеска немаше да се случува во државата. Можеби ќе имаше некој изолиран случај кој што ќе беше ставен во карантин, кој што ќе беа превземени сите мерки, ништо не прават, ама апсолутно ништо не прават. Тоа е, значи, една работа. СДСМ, ЗАЕВ може да има со неуспех само знак за равенство меѓу нив, ништо друго. Уште еднаш тоа ќе ќе повторам. го, Неспособноста е карактеристика на оваа власт на СДСМ и на сите кои што учествуваат таму. Ништо Добро, повеќе, ве ништо прашав помалку. што вие понудивте да помогнете. Па еве само што ви кажав на почетокот, Нема да- сетот на мерки кои што се презентирате усвои Нема да се денес. спуштам беше- на нивото на беше- ваква комуникација со го- граѓаните. беше предлог на ВМРО ДПМН.
Кој го предложи? Го предложивме, отнемајка да го прифатија, пошто ВМРО не знаеш ДПМН што единствено што предложи Тоа го кривични направија. пријави кон министерот за здравство Венко Филипче. Тоа останува запечатано. ВМРО ДПМН единствено сака дневно политички поени од вака сериозна Николовски, ситуација не со знам која што како не државата разбирате, значи многу сите навремено, вие ќе одговарате. многу сериозно се Ќе справува одговара со и Венко целокупната Филипче, ќе ситуација. одговарате и вие за сите криминали што сте ги правеле, ќе одговарате. Нема да заврши тоа така. Ќе одговарате Се што сте за направиле како набавките криминал. на кинеските автобуси, Зошто не ќе одговарам до сега? одговарате за Ма немам автопатите, проблем. ќе Еве, одговарате зошто? за провизиите, Зошто ќе не одговарате одговара до за сега? панорамското тркало. Зошто до сега не Одговорноста одговара? и правдата Три ќе години дојде. имате Заради власта. тоа што Три државата е години. извлековна од Ама ја ви криза. кажувам. Граѓаните тоа ќе го кажат и господине Јанушев ќе се срамите и ќе Николовски. одговарате за секое злодело. Не знам дали Љупчо Николовски или Игор Јанушев е осомничен и има обвиненија од обвинителството во државата. Ама лажете, Не знам кој. ама лажете, Кој е обвинет ама и кој е лажете. осомничен за автобусите нека и набавката? заврши, ќе одговорам. Лажете, Кој се збори? Николовски, Кој се очи ме слушаше гледате и во ме бомбите лажете. за фалсификувани лични карти? Јас не сум се Кој е слушал одговорен ни за една од панорамското тркало? За тоа што сте вработувале луѓе на позиции за панорамското тркало, кое што го нема. Ве спремиле. Вие сте директор во времето Него на снема Никола ради мене, Груевски. ради Вие вас го сте снема. еден од најблиските Точно. луѓе на Никола Груевски и Никола Груевски, сите вие, и сите носители од ВМРО ДПМН, одговорноста ќе ви дојде. Понудата која што денеска ја давате, тоа е понуда која што напишана во Будимпешта. Сериозно, од Груевски. сметате ли дека ова Вие вака бевте во изгледа време на изгледа? Никола Мислам Груевски, директор дека- на ЈСП. Дека Завршите ли? Прецизно и јасно. Завршите ли? Така Она што ги за да не интересира повикуваме на Николовски зборот. Јанушев, она што ги да одговорам за секоја злодел. Пошто ова се класични вие цело лаги, време одговарате, шпекулации, така да пошто ова се не изнесува гледам зашто би ви дала- сериозни Ке се невистини. одговара и за Јас незаконско не сум- финансирање на кампањи на се политички одговара партии. за се Ке заврши што е и Талир, погрешно. ке заврши и незатварањето на сметките на вашата политичка партија, ќе се одговара за се во државата. Тогаш, кога ќе се прочисти судството од Груевски и од остатоците кои што ги Дали можам да оставивте. завршам? Тогаш, кога нема да се нарачуваат пресуди, тогаш кога и ова Трас, трас. последна тврдина, Трас, трас. ова последна Трас, трас. тврдина на Ако Никола може, Груевски, без заев ништо. ова последна тврдина На на врховен вашиот се ќе почесен падне. председател, Така кој ли што ги беше напиша тоа? кандидатите и ве напиша во Будимпешта дека Игор Јанушев ќе биде носител Да, во трета да, изборна да. единица, ќе се одговара. Може- Овие 2,5 години државата Никола- извлекавме Ама од целокупната ќе криза, остава вака, доаѓа пошто, мандат во кој што ја ќе одговарате. забавувате Дали јавноста тоа ви и се тука допаѓа немам или апсолутно не. никаков Правдата проблем. Видете мора да биде Николовски. за секој. И за Јас- Љупчо Николовски и за Игор Ама ќе Јанушев. одговарате, Меѓутоа, како и да ви Љупчо кажам. Николовски Ќе нема што да се одговарате за плаши. земјиштето Вие треба да се во плашите. Конче. Вие треба За да се се ќе плашите. одговарате. Вие ќе одговарате. Немам јас Јанушев зашто и да се Николовски, плашам. ја Затоа мислам што дека обвинети. си ги Не сум набројавте, обвинет, лажете. сите Не, не, останува извинете, да видиме кои Гоставив- судови што ќе Васик, спровода. значи го Така е. оставив за да не се надвикуваме. Не го Би оставивте, сакал- зборувате во исто би време. сакал да И двајцата одговорам. Ве молам да Значи, одговорам, мислам одговоривте. дека не, имам многу да кажам. Значи прва За, една јас работа. имам прашање во моментот, доколку не се Мислам дека не е во вмешувавте, ред. ама Да, не се меѓутоа јас вмешувајте. зборев, Љупчо ми се Не умеша. зборувате цело време на една Ма, двајцата. јас го имам зборот, Значи, вие ми она го што давате, ги ми се умеша, интересира за граѓаните повторно е Груевски, како ќе Груевски, водите Груевски, Груевски. кампања. Во ред, Како ќе допрете до граѓаните и ќе го кажете се во ова што го кажавте сега, меѓутоа бидејќи зборувате во исти глас, тешко има на граѓаните кој да ве прв еве да разберат и зборува? двајцата. Повелете вие. Така. Значи, ќе ми дозволите Значи две збориме за реченици како само ќе ја и водиме кампањата. Точно. Ќе кажеме како ќе ја водиме кампањата. Кампањата пред се ќе се фокусира преку медиумите, како ќе настапуваме во однос во контактите со граѓаните, кои мерки ќе ги превземеме во однос на новонастаната ситуација, како што кажав ги во моментов правиме една анализа на кои алтернативни начини ќе делуваме во самата кампања и секако она што ќе биде најдобро за сите, на тој начин и ќе настапуваме. Кои се алтернативни Но исто така, начини? И двајцата спомнавте алтернативни начини. Значи, кога нема митинзи, велите средби дали ќе со биде граѓани. дали ќе биде тоа Кои- преку кои се алтернативните? дали ќе До биде кого е тоа прашањето? преку Прва Јануша, па вие, дали ќе бидејќи биде и вас тоа ве преку прашам. обраќање преку социјалните и останатите медиуми, дали ќе има некоја основа за да се работи на терен и да се спроведуваат некои од акциите кои што сме ги правеле врата на врата, дали ќе биде тоа, не знам, некој вид на трибини или слично, каде што нема да биде пред голем круг, односно ќе нема воопшто луѓе, че се уште ги анализираме и ги правиме тоа, тие анализи. Но она што сакам да се навратам, бидејќи имаше сериозни обвинувања од Николовски, Значи, е дека јас овде јавно пред сите го гледам Николовски очи и вака само ќе му кажам.
Нити имам обвинение, нити некој ме обвинил. Политички се обидувате да ја лажете по не знам кој пат јавноста и вака изјавам пред цела македонска јавност. Под морална, кривична и материјална одговорност. Ниту сум направил криминал, ниту ќе направам и за тоа, ама апсолутно нешто не ви се плашам. Значи 3 години имавте, 3 години ако сакавте можевте што сакате да направите, пошто го слушавме Заев како договара, како ќе паѓа на Врховен, како Катица знае, како трас без Заев ништо не може да помине. За разлика од вас, Николовски, кој што имате кривична пријава. Вие сте во моментов обвинет со кривична пријава, не јас. И престанете да лажете, престанете да манипулирате и ќе одговарате еден ден за ова. Ќе одговарате за се што имате направено. И вие, и Зоран Заев. Груевски не ви поминува. Добро. Испеана плоча сте и заминувате во историјата. Прифатете го тоа. Дозволете му Ова да ви сега ви е одговори, само Јануше. борба за опстанок. И сте свесни колку многу ќе изгубите не само во тројка, Игор Јанушев. туку колку Добро. ќе изгубите Игор Јанушев. во цела Дозволете, Република Македонија. Игор Јанушев. Значи, ја кога поднесував кривични пријави, ги поднесував јавно, прецизно, со докази, пред обвинителство, со пресконференции. Не се криев да влегувам во обвинителство, чисто ради реда да кажам дека на некого поднесено За кривична тоа што пријава. сте прави треба аплуз да ви Дозволете. дадеме. Господине Него Јанушев, да неколку ви министри за одговори. земјоделие и заменици министри од редовите на вашата политичка партија беа во притвор. И јас честно, И каква врска има тоа со мене, бескрупулозно, например? Јанушев, неселективно ве молам. ја одработив мојата работа во интерес на И земјоделците затоа кои ги избегавте оценувавте. у- И одговорност позади портите на има, СДСМ. и правда има. И таа ќе ве стигне за сите злодела Нека ме кои што ги стигне, има зашто не ме направено. стигна до За сите, сега? ќе ве 3 стигне. години имате Ќе ве апсолутна стигне. власт и за ништо не Ќе ве направите. стигне. Само се Ќе ве заканувате, стигне. мислите дека Ќе го некој ви се прочистиме плаши. судството Абе, никој не ви се Груевски плаши, не и знам како да Сваровски ви кажам. судиите. Ќе го прочистиме Па што не судството го од прочистите до тефтерчињата. сега? Ќе има Сакаш да ти одговорност. прочитам што се имате направено во правосудството? Зошто се Те боревте интересира против ли? законот за јавно Јанушев, обвинителство? Заради тоа што Јанушев, не те ве интересира ли? интересираше. Кажи ми дали Не те сакаше. интересира. Се Да што дозволи правите вие, е да вас ве спречите слушавме. правдата. 3 Вие, години се што 3 правите години сте на е да власт. го вратите криминалот, да го спречите, да ја спречите одговорноста на Груевски, на вашиот почесен председател кој што ви ги напиша изборните листи од Будимпешта. Груевски Да си се не вратиме напиша. Без на Груевски ние не прашањето знаеме кое што што прави. па уште ви Значи, е Судски почесен совет, председател. Лорета Уште ви е Ѓурѓиева, сопруга на директорот на комунално предпријатие на Струмица, десна рака на твојот лидер Заев. Гордана Спиревска, сопруга на Сега, зашо поранешниот збориме? министер за Зашо Владо збориме? Димов. Што читате? Да збориме за Читам непотизмот, кои за тоа кај суди таткови и се сестрави се назначени вработени. во значи Да овој збориме на за вас не непотизмот. не ви доликува. Знаете Али што? Јас сум толку тотално е ова растаретен, ниско, така да толку е ова престанете со ниско, лаги и со дури за- манипулации. но јас ве разбирам. Ние сме на Нервозни автопат. сте, Вие сте на крстопат. Вие во тие Значи, нервозни темни сте. подруми, На кој во тие автопат темни немате подруми направено? креирате политики како да го обновите криминалот, Ова режимот, како се- да го вратите овие Груевски, обвинувања како да секојдневно продолжите со Николов. поделбите со назначени во омразата. времето Ние на сме СДСМ. тука, ние сме Значи, тука да во збориме. моментов- целата судска во власт има моментов под моето контрола. прашање Општински совет, е околу до Врховен, изборите, апелации и се. кампањата и кандидатските листи. Точно. Значи, кандидатските Како- листи се како- поднесуваат вечерва. како Овие шеф сите на- обвинувања секојдневно ги како- слушаме на вашите пресконференции. како шеф Има само на- една и ќе разлика. продолжиме. Што шеф ни на лажат и централниот- манипулираат и шират лажни вести. Значи, јас Ништо друго прашувам не прават. овде во името на граѓаните. Добро. Значи, ги спомнавме кандидатските листи. Нешто што во моментов ја Ма интересира не му одговара да јавноста. ги спомнуваат. Значи, А не му одговара затоа што се напишени во Будимпешта. Што мислите, зашто господине повторувате Јанушев, за Антонио повеќе? Милошевски? значи Најубаво мислење. И што мислите Одлично. за Јохан Тарчуловски? Убаво мислење имам за луѓето. За луѓе кои Да. што се осудени, кои Зашо што се се осудени? обвинети, кои Зашо се обвинети? кои што се блиски на Груевски, обвинет? Објаснете кои што ви ми. ги напиша Кажете ми Будимпешта еден кој е сите обвинет. еден куп. Кој? Антонио, кој? А Јован Тарчуловски не е обвинет. Јохан се вика Јохан човекот Тарчуловски, и да. не е обвинет. Антонио Зошто Милушевски исто зошто така луѓето не е кои што обвинет. влегуваа во парламентот и пошто- кои што го загрозуваа мојот живот и животот на сите И пошто пратеници, гледам, денеска се на листите многу на сакате Јован да Протокол. го- да За го- колку дела е обвинет за кој- Антонио Милошевски? за кој зборувате? За колку? Кој Обвинет- вршеше притисок врз судството и не ме врз прашаш сега, Врховниот може ли да суд за ти- председателот кој што е скоро смртен? Добро, мислите бидејќи за решивте изјавата да на се Блерин- прашувате на од Блерин кој Беџети мислите за кандидатските изјавата листи? Заев како постапувал?
Пошто го слушнавме бившиот министер како стара, кажува. напишана во Будимпешта, Дозволете- ние сме на автопат, а вие сте по црните Да. патишта, господине Видете, Јанушев. ако Така да евентуално може да се граѓаните обмисли денеска, значи, граѓаните сакате- денеска изграден сакаат од да ВМРО, слушнат. ДПМН бе Граѓаните Николовски. денеска На кој сакаат да автопат слушнат сте? како ги Што површуваме направивте? пензиите, Ништо не направивте. платите, како ги 700 отвориме денари. нови Николовски, работни нема места, да како стигнеме- лаже градиме луѓето. инфраструктура, Николовски, како се нема да отвараат нови стигнеме до градинки, тие како се прашања реновираат воопшто. полициски Ако станици, продолжите- како се Една враќа покажете, ДДВ, една. како се подобрува Една. животот на граѓаните. Ништо не Јас сум направивте, представник не на таа успевте. млада генерација која што денеска сака да разговара за позитивните промени кои што Единственото, после режимот ги точно направивте и на држава вистините што го која што кажавте, денеска кога почне е членка емисија, на НАТО, господине Јанушев, со нас. Па се Државата е ужас. членка Како на вие НАТО. ја направивте Вие сакате да не вратите кандидатската назад, листа? а оваа генерација сака да не влече напред. Уста лажете. Чисто, Значи ништо не честно, направи. одговорно Нит и градинки, искрено. нит патишта, нит водоводи, нит канализација, бе шајка немате заковано. Шајка. Николовски, ништо, нула. како вие ја Значи, синоним направивте- за Ќе ви ја неуспех сте. дадеме листата, Единствено- ќе ви ја дадеме листата, Не ми ја господине давајте мен, Јанушев. објавете ја јавно. Не, да Ама ги не да научите. кажеш што ова направивме. Да ги Слика научите сите покажете. патишта, барем во Кажете трета луѓе изборна одидат да единица видат кои што каде се е. направени. Нема Кажете. пат, нема пат во трета Кој изборна пат? единица регионален, Кој? магистрален Кој? кој што не е, Кој Значи, кажа веќе не е? ја Нема пат почнавте кој што не се- кампањата кој што не за се гради. трета Ма изборна кажи ми кој? единица. Кој ќе ми го кажеш? Еден, еве, ти Сите, си од сите што Паланка. са на- Патот сите до што- Паланка, вие го направивте. Тој ли го направивте? А сте биле ли за Паланка? Не сум бил Сега од започна, Марсупанна. сега само што започна со помош на Сигурно Европската унија почесто изградба треба на во патот Паланка, Крива ако се- Паланка Деве Бајер. Патот Скопје Куманово Николовски, Крива единствените Паланка, работи односно што ги Паланка, правите, ги Паланка продолживте Ранковце се нашите реконструира проекти. сега. Наши Отидете проекти се, не се видите. ваши. Како па зошто не се Значи, прави во ваше време? Па се почне у наше време, вие продолживте и Кочани, тоа касните. Кочани, Шо Кочани? Кој Кочани, Докаде? Делчево, Кочани, Берово, Виница. Кај Нема се тие? пат Кај во се? Балешевијата кој што не е направен. Се Ама градат лажете, експресни. Се лажете. заврши патот на кој што оставивте бетонски стол и на сред пат. Милодиновци, и Милодиновци штипи, тоа го Точно, направивте. затоа што над 50% беше направен токму во овој период. Николовски, Затоа што само се сериозно заглавени се проекти. прашувам кој Оставивте вас само бе проблем, ги оставивте И само автопатот за глупостите да ги Евгенија, тој вие го направивте, решава така ли? ова власт. И Ве тој го молам, направивте научете вие. ги патиштата кои што се направени во Јас третата мислам дека изборна ќе единица. побарам една И Штип, плакета да ви дадеме Радовиш, за Јанушев, сите ви патишта. експресен пат, Штип, Николовски Кочани, очигледно- И и тој вие го Кочани, направивте. и Кочани, Крупиште, Пробиште И тоа вие го направивте. Значи, буквално Тој што 3 години го касните за Пробишти. 991 километар се направени патишта во само Николовски, 2,5 години. патот за Пробишти, Затоа, господине како го Јанушев, затекнавте сега пред 3 кога години, збориме таков за луѓето, новата изборна колите си ги кампања, имаме искршија. целосно право. Абе, Ја колите моментот си ги да искршија, кажеме како дека да ги ти се кажам? градат Бидејќи очигледно 250 километри гостите, автопатишта, 1500 реконструкции, главните и луѓе, 700 нови генералните регионални секретари на двете најголеми партии, шефовите на 200 изборните километри, 700 комисии километри. на ВМРО, ДПМН и СДСМ правите во 11 години. не се подготвени Жива брука. во моментот да ја продолжа дебатата цивилизирано. Парите кога вие бевте директор. Ќе направиме една пауза на јавното предпријатие ги и трошите повторно со ќе се спомени. вратиме на дебатата. Ќе молам режијата да пушти неколку куси джинглови. Се враќаме на дебатата, се надевам дека ќе биде цивилизирана и гледачите ќе можат да слушнат за што всушност дебатираат двајцата генерални секретари и шефови на изборни штабови на ВМРО, ДПМН и СДСМ, Игор Јанушев и Љупчо Николовски. Пред да почнете со префрлањето, ве прашав за кандидатските листи, како ги подготвивте кандидатските листи, она што ги збуни веројатно граѓаните и вашите гласачи. Споминавте дека се правени по високи стандарди со учество на меѓународни представници. По
По кои високи стандарди се најде еден Панчо Минов на кандидатска листа на СДС? Точно, целокупната постапка во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овој пат се одвиваше по меѓународни стандарди, по меѓународни правила и со мониторинг од луѓе кои што се надвор од партијата. Ние тоа сме го докажале, дека имаме позиции за луѓе кои што се докажале со својата работа, за луѓе кои што не се членови на партијата и за луѓе кои што не се дел од СДСМ. Ние тоа сме го потврдили. Ние сме единствените кои што имаат на кандидатските листи 50%, најреволуционерни и храбри одлуки носиме. И мажи и жени. Имаме тандем носители, имаме представници. Сега може ли да одговорам за целокупната личност постапка? која сменува толку многу партии, последниот пат влезе во парламентот како член на ГРОМ. Точно, да. Со господинот Панчо Минов имам најголемо апсолутно право да зборам за политиките кои што ги носевме заедно и за законите кои што ги носевме. Груевски, почесниот председател на ВМРО-ДПМН, на ова ВМРО-ДПМН, човекот кој што ги напише листите на ВМРО-ДПМН Не за овие прашувам избори, за кандидатската листа. остави проблем. За кандидатската листа на СДСМ. Јас зборам за Панчо Минов. Ако сега прашањето ви е тоа, и ве молам и како водител конкретно ако прашувате да дозволите конкретно да ви одговорам. И сакам многу прецизен, многу јасен и многу детален одговор да дадам за тоа зошто господинот Панчо Минов е дел на листите на СДСМ. Затоа што заеднички со Панчо Минов ги решивме сите проблеми кои што ги остави Груевски во ВМРО-ДПМН. Остави долг од 3,5 милиони евра, неисплатен на лозарите, дозволи да се откупува грозјето од Повардарија 2015 и 16 година, а при тоа да не се плати на лозарите. Заеднички два пати го договараме и јас и Панчо Минов законот за измени на Законот за земјоделство и рурален развој, се со цел 2700 лозари денеска на своите сметки да ги добијат парите и ова неправда од Груевски да биде исправена. Тоа е еден аргумент. Заеднички со Панчо Минов го донесовме новиот закон за вино во државата, кој што овозможува силен раст на лозарството, кој што денес покажува изголемување на девизниот прилив, изголемување на извозот и многу други мерки кои што преку овој закон за вино беа донесени и реализирани. Со Панчо Минов ги донесовме измените на Законот за земјоделство и рурален развој и со Панчо Минов донесовме една редица на нови мерки и политики со кои што многу повеќе пари и преку решавањето на проблемот на Повардарија, и преку решавањето на проблемот на Стефани Винарија, и тој се бореше за зголемување на 20% на субвенциите за лозарите кои што ги направивме, и издвојување на нова категорија на развојни лозари кои што дополнително ги зголемуваме, и тој се бореше за новите мерки за младите земјоделци за да добијат 20.000 евра, односно буквално со него ги направивме и спроведовме сите политики кои што беа во лозарството и кои што тој лично ги застапуваше. И сега очекуваме тој човек да биде против овие политики. Тој секако беше дел, партнер, заеднички со градоначалниците од тој регион, заедно со сите од тиквешијата и со сите пратеници, дел од спроведувањето на најновите и најразвојни мерки во земјоделството и во агросекторот, со кои што денеска имаме показатели на раст во лозарството и со кои што денеска имаме зголемен девизен прилив, зголемени откупни цени, ги решававме сите проблеми и кога требаше да се даде дополнителна поддршка на лозарите во претходните неколку години, и тоа е силен аргумент дека тој човек се бори за лозарите и за граѓаните од тој регион. И тоа е дел од оценувањето на методологијата која што СДСМ ја разви за овие парламентарни избори и покажуваме огромна големина што за нас има отвореност и за нас не само тврдокорните, не само луѓето кои што ќе ни бидат диктирани од странство, ќе бидат на листи како што тоа е случајот со ВМРО-ДПМН, туку ни седна јасна методологија, прецизна, заеднички со меѓународните организации, со HR експерти, развивме ранг листа која што денес заеднички со анкетите за луѓето кои што ги правиме, денеска се наоѓаат на кандидатската нова понуда на СДСМ. Должен и одговор на Јануша, пред да ве прашам вас, зошто Венко Филипче не на листата, Јануша? Заради тоа што имаме во државата пресериозна тема со која што Венко Филипче се справува, организира и се справи со предизвикот, се справува секојдневно со предизвикот кој што е најбитен за граѓаните. Побитно е за граѓаните да имаме министер кој што е целосно фокусиран на оваа тема, отколку да биде на нечија пратеничка листа. И тоа граѓаните го заклучуваат. Јануша, на вашите листи има само 7 поранешни пратеници, сите се нови лица.
Велите, но што ќе се случува со оние кои навикнавме да бидат пратеници на ВМРО ДПМН, како еден Владко Ѓурчев, како еден Илија Димовски, Стемананче и многу кои беа пратеници долги години во ВМРО ДПМН и што со нив ќе се случува? Ние од самиот старт кажуваме една работа и добро е што веќе граѓаните тоа го согледуваат и ни ја даваат огромната поддршка, дека тоа што ние го зборуваме за разлика од СДСМ и ова што го гледаме вечер од Николовски не е празна демагогија, туку тоа што го кажуваме и го правиме. Кажавме дека ќе излеземе со нови луѓе, тоа не значи дека се откажуваме од било кој или дека сметаме дека било кој не треба повеќе да се занимава со политика. Едноставно сметавме дека е време, никој не е венчан за функцијата, нормално е да извршуваат одредена функција, да има промена, да дојде некој подобар, посвеж, кој што ќе може да даде на тоа место, повеќе можеби, но она што е битно е дека секој од нас е спремен во рамките на своите капацитети, во рамките на своите можности, во рамките на тоа што може да го понуди, да понуди најмногу во однос на моменталната ситуација. И секако дека што со нив, еве, со видите, овие луѓе кои остануваат тие во луѓе партија. кои што тие се дел од партијата, тие дел се од структурата на партијата, дека во иднина кога ќе бидат поинаки времињата, особено после 12 кога ќе ја формираме новата влада која ќе предводи оваа држава, дека доколку некој од нив може да биде искористен на некоја одредена позиција, секако дека тоа ќе биде нормално ствар на договор. Она што можам да го кажам дека секогаш ќе инсистираме во моментот најдобриот расположлив кадар што може најмногу да даде за оваа држава и за овој народ дека ќе биде ставен во функција на истото. Иако може само да завршам, сакам нешто две работи ја кажам, бидејќи сепак се продолжува со лаги и манипулации. Честно е од страна Николовски да каже дека Панчо Минов се најде на листите само ради тоа што им го гласаше Преспанскиот договор и ништо повеќе. Затоа што се ова друго што кажа се лаги и манипулации. А зошто Сафет Кој е вашиот став за Преспанскиот договор? Николовски, дозволете, јас имам подпрашања. Значи, дозволете точно дали се за НАТО или се против НАТО? Дали се за Европска унија или се против Европска унија? Значи, честно е граѓаните тоа да го знаат. Да знаат, ова е еден концепт, ова е за ЕУ и НАТО, и ова е друг концепт кој што е против. Не ми ја земајте мене работата. Значи се согласив да не се и влегуваме збори, гости го коментира, не субацив неднаш. Ве молам ако сакаме да имаме ред во дебата, да го споставиме. Значи би сакал ова да го покажам. Значи ова е извод од Државниот завод за статистика. Во периодот 2016 кога Николовски презема функцијата министер за земјоделие, имаше вкупен трговски биланс од минус 187. 2018 кога напушти е дуплиран на минус 250 милиони. Тоа е неговиот успех. И се ова што го кажа во однос на Николовски, само да завршам, во однос на Панчо Минов, се лаги, манипулации и шпекулации. И јас ги разбирам. У паника се, знаат дека губат, Николовски е видно нервозен, не може да се контролира да не се убаци у збор. И тоа е нормално. И секое второ повикување кога не може да го направи, Груевски. Види, испеана песна, мислам, не знам зашто се мачите упорно. Дозволете директор сега да ви поставен од одговорам. Никола Груевски. Никола Груевски е ваш почетен председател. Дозволете сега да ви одговорам. Лаже, тоа сакам да ви кажам. Значи, кажавте нешто, јас бев директор на јавно сообраќајно предпријатие кое беше под град Скопје, нити под влада, нити под нешто. Он упорно ја лаже јавноста. Упорно. Ама тој недостиг на било што друго да каже, на било каков факт, аргумент, 700 км автопат. 700 км автопат да направи од сателит од Вселената ќе се видеше. Ја дефокусирате дебатата. Ти лаже. Ке дозволите да одговорите? Да, како не. Во делот на земјоделието, мислам дека на сите им е јасно и ниедни бројки, податоци, манипулации, креирани од тие подробски простории на оваа најголемата зграда на најкорумпираната партија во Европа, не може да измислат податоци. Податок од државниот. За среќа на вистината, 90% од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2016 година во делот на земјоделието е целосно реализирана. Затоа земјоделците сега разговараме како што треба. Заради тоа земјоделците после завршувањето на режимот на ВМРО ДПМН добија зелена нафта. И денес велиме дека
30% ако било покриено сега, ќе добијат 100% до крајот на мандатот. Заради тоа воведовме враќање на персоналниот данок на земјоделците до 1 милион денари, беше до 300. Сега велиме во новата програма тоа ќе биде до дуплирано до 2 милиони денари. Податоците, ако ги земете, ако ги земете на царинската управа за извозот, за зголемувањето на девизниот прелив, за поддршката на земјоделците, многу јасна и прецизна. 340 милиони евра оставија долг кон земјоделците неплатени, кои што оваа влада требаше да ги најде и да ги врати. Наместо да гради споменици, панорамски тркала, жални врби, ние парите ги насочивме назад кон граѓаните. Земјоделието е ваш терен, и мерките така да ги вративме и господинот Јанушев треба многу повеќе за земјоделие да учи, заради тоа што се кандидира во еден земјоделски регион каде што на пример субвенциите на оризарите се зголемени за 100% од времето на Никола Груевски и на Игор Јанушев. За изборната единица број 3 ќе имате многу. Апсолутно. Да се задржиме и да дебатираме како генерални секретари, за земјоделството како тема која што воопшто не му е позната на Игор Јанушев. Ви реков, тоа е ваш терен и сигурно тука добро се снаоѓате. Имам едно прашање, сепак, да се вратиме кај кандидатските листи. Христијан Ницковски, вашиот лидер, е шпицен кандидат, остана многу велите, може ќе биде така. Тачно не се крие позади пратеничкиот имунитет. Значи, тој рече дека некои од поранешни пратеници членови ќе бидат може би министри, амбасадори, дали ВМРО ДПМН има сенка во влада, влада во сенка, се извинувам. Бидејќи кога имате мандатар, нели, на некој иден мандатар, претпоставувам дека би требало да има и идни министри. Видете, прерано е да се размислува на темата, нормално дека преку различните партиски комисии, различните структури кои што ги имаме во партијата, секој го покрива извесен ресор или извесна тема која што нели подетално е запознаена. Мислам дека тоа е многу нормално да се функционира така. Би сакал само 2-3 работи да, ако ми дозволите да кажам. Колку сте биле Николовски успешен како министер, говори фактот дека имате буквално неуспех во секое поле, тоа најдобро се гледа. Преку сите производи кои што земјоделците ги истура, ви протестира, единствено што ви интересира, вие и целата влада е само лично богатење, пари и ништо друго. Јанушев пред да само да завршим, извинете, да завршим. Николовски да оставиме да заврши. Значи веќе ни кажувате дека кампањата ќе биде строго на лична основа. Не, јас тоа не го направив, Николовски го прави неколку пати. Ние ќе бидеме целосно фокусирани не со Игор Јанушев и со ВМРО ДПМН. Ние ќе бидеме насочени кон граѓаните. Да разговараме со граѓаните за нашата понуда и за нашите мерки. А воопшто на памет не ни паѓа со Игор Јанушев и ВМРО ДПМН да се расправаме. За нас е најбитен интересот на граѓаните. Не, во моментов добивам една многу добра вест дека ратификуваме договорот за НАТО на пленар. Ќе одржи состанок на 17 март. Каде што ќе го ратификува? Тоа е добра вест во секој случај за договорот, мислам дека и тоа е спротивно на ставот на ВМРО ДПМН. Да го кажеме, мислам дека ВМРО ДПМН никогаш не се изјаснила против членството во НАТО. Секогаш против Преспанскиот договор кој што овозможи членството во НАТО. И тоа јасно, честно, треба да го кажеме. На граѓаните. Ратификувањето на протоколот ги собра сите лидери, да бидеме честни во дали може сега да случајот, ако може, има многу причини да ги критикувате, меѓутоа членството во НАТО веројатно е заедничка. Зборуваме за членството во НАТО. Членството во НАТО ќе го направивме без Преспанскиот договор. Бидејќи ова вест, значи дека сум еден од најотворените и честно и искрено треба на граѓаните да им кажеме. Дали без почувањето на Преспанскиот договор, ние оваа генерација на политичари можевме да извлечеме земјата од работ на граѓанска војна и да ја донесеме за 2,5 години до членство во НАТО. И тоа воопшто не е заслуга на никој друг. Се случи. Доколку ВМРО ДПМН ги стави пратениците да стојат до зидот кога требаше согласа за НАТО во собранието. Тоа ќе остане запишано во историјата. Ќе ги повикате членовите на ВМРО ДПМН, ќе се подига знамето, ќе се предава во Вашингтон, колку што знам, ќе се депонира протоколот и потоа ќе има церемонија во Брисел. Дали ќе ги повикате и членовите од другите партии, вклучително и ВМРО ДПМН, да учествуваат на оваа церемонија? И дали вие ќе прифатите?
Видете, во моментов имаме многу посериозни проблеми за решање во државата Од НАТО. и мислам дека прашањето НАТО во не е однос на стратешки интерес за членството на Българија. НАТО Дозволете е нека веќе одговори, завршена да. работа. Дали процедурално некој ќе учествува на дигање на знам или не, мислам дека имаме многу посериозни теми кои што ги тиштат граѓаните. Едно од тие теми е корупцијата. И тоа сакав од преска да го кажам, бидејќи согласно изводов кој што е на Transparency International, јасно се гледа во овој период кој што многу сака Николовски и љуби да кажам да го напоменува на режимот, вака се гледа многу добро. Значи, каде е била Македонија во однос на корупцијата, каде е сега. Значи, по-корумпиран период во однос на последниве 3 години, апсолутно нема. Особено периодот 17, 18 и 19. Корупцијата цвета, и тоа не е затоа што ВМРО-ДПМН го кажува, тоа е затоа што релевантните меѓународни институции тоа го кажуваат. Криминалот, корупцијата и правосудството имаат буквално тотален промашај. Ствари имаат во се промашај. Повторно ја пренасочувате дебатата, но сигурна сум дека Николовски ќе ви Само да одговори завршам, и на извинете, ова. неколку пати ме прекинувате, ме тоа што му е напишано од Не Груевски морам мора да го каже. да реагирам. Се од Будимпешта што е напишано мора да го каже. Transparency времето. International. А ако вие толку што сакате да кажете дека Сега ги браните политиките на Груевски или ги напаѓате? Николовски. биде Е, малце на ниво. Николовски, Ама јас сум нека, сакате да чистите со нека, своето јасно, прецизно на граѓаните да збориме, Исклучи за финтаите. политиките и политиките кои што ги Ако веќе сакате Јас да сакам да бидеме зборам докрај за нови искрени, 100.000 работни места, јас и вие се за познаваме зголемување во и добри растот на 15 сите години. плати, за Вие сте зголемување биле на тој кој што пензиите, лично пред за мене сте зголемување го на фалеле социјалната Груевски. помош, Така или за не е така? градба на нови Така или не е автопатишта, така? за преговорите Кажи ми кои дали што е треба така да ги или не имаме е со така? Европската Ама не ми унија, за одговараш. формалното Бегаш од членство прашањето. во НАТО. Со Јас Николовски сакам се за знаем тие работи 15 да години. збориме. Дали? Не да збориме Еден за од времето ретките на од СДСМ Груевски и на режим. што го фалел Груевски. Сега со луѓето Кој го кои што фалел ги Груевски? ти кој? Кој го фалел? Ти. Па се знаеме до 15 на Дали години, не знаеш што заборавај. збориш? Да, знам што Дали зборам. знаеш што збориш? И во моментов, Дали знаеш што збориш? најблиските луѓе околу Никола Груевски Јанушев. се околу вас, околу Јанушев, Заев, ви јас се и консултанти ти, у влада. кога Каква студиравме врска има заедно, тоа? ти беше шеф на кабинет на Милеја на Киевски. Никогаш не да те сум бил шеф подсетам на кабинет. на 5% Ама никогаш. провизии, да те подсетам Ма на зошто 300 не го фалсификувани апсите лични тоа е? карти, Ма лажеш, да те изоваќе подсетам на добиеш панорамското тркало, тужба за да те клевета подсетам на Николовски. непотизмот Зошто со кој што се лажеш? окружен. Кој непотизам? Така да, Зошто не ме тужевте за нешто? Зошто не покренавте? Зошто не му апсите? Не може да се 3000 исперете луѓе од ставите у Никола, затвор. од Ма Никола немам потреба Груевски. да се Не можете, пеам. затоа што Лажете. бевте еден од Ама најистурените лажеш. играчи. Ама те гледам у очи и ти кажувам дека лажеш. Што? Па за Што се лажем? ова што Зашто кажа лажем? ништо не е точно. Зашто лажем? Нити сум вмешан у Не беше- криминал, не беше нити сум директор вмешан на у ЈСП корупција. во време на ВМРО БФ да ги помени имав Никола најдобрите Груевски. резултати. Значи сега да имате пола од моите Затоа се резултати, ревизорските горди ќе извештаи бидете- од 2015 и 16 година. Ма јас не бев Затоа ли тогаш си? у 15, не Затоа ли бев си? директор. Ама да затоа ти- ли си? Ама што има Ами има ревизорски ревизорски извештаи? извештаи Зошто не целиот зошто не период. поднесоте Во ваше кривично? време- Што има у тие лошо? Точно. Чист сум кон солза. Ќе има Ама одговорност чист сум кон тогаш солза. кога ќе се прочисти судството од Сваровски, Од 15 до сега судиите се и кога поминати статуците на 5 вашиот години. почесен лидер веќе Ама не, еве ти нема да ги има кажувам, судство. еве сега И затоа викни ги, така граѓаните се за под тоа ќе ваша се контрола изборат. сите, нека му апсат. Ако сум Не, направил никога. криминал, ќе лежам. Ако во време на ВМРО 5 да години е било помина. судството под контрола на извршната власт, сега Сакате не. да ви ги дочитам Сега е под сите, контрола почнав. на остатоците на На, Груевски. Абе, јас мислам твојот дека заед го во видовме како моментов е јавно бара вистинско евро за време бице. за реклами, правиме пауза за реклами и се враќаме на дебата. Продолжуваме со дебатата на ТОП тема со генералните секретари на ВМРО ДПМН и СДСМ Игор Јанушев и Љупчо Николовски. Господине Јанушев, изборните органи во целост ќе ги очекуваме деновите, иако главните понуди веќе ги знаеме, како опозиција силно ја нападнавте власта, нудите спас за државата, но во извештајот на Европската комисија, во кој се препорачува датум за преговори со Европската унија, нема такви оценки. Се констатира напредок во секое поле. Добивме вчера еден извештај од Стейт департментот и таму и се оценува напредок на секое поле. Тоа значи дека го критикувате извештајот на Европската комисија, кој патем го напиша еврокомесарот Вархеи. Ние ја критикуваме владата и го критикуваме неработењето на владата и нивната неспособност. И тоа народот го гледа. Тој всушност и СДСМ го гледа и затоа се свесни Така да ќе кажете Европската изгубат комисија не го гледа? на изборите.
Но јас само ќе ви кажам неколку работи. Без разлика што е пишано во нечи извештај. Народот знае како живее, а народот никогаш не живеел полошо. И тоа го гледаме буквално каде да се појавиме. Ако сме веќе кај изјавите, извештаите и слично, вчера го видовме Мајк Помпео како изјавува дека високата корупција и ограничената независност на судството е останата во државата, односно е повисока од било кога. Мајк Помпео не зборуваше за ниту една држава посебно, туку генерално за сите држави. Пренесено, не, убаво стои во која држава е. Многу добро. И тоа мислам дека не, морам да ве поправам, бидејќи кажувате нешто. Од друга страна, Transparency International ја сместува држава буквално како најкорумпирана по индекс на корупција. Буквално да нема агенција, институција надлежна во свет која што ги прати и ги гледа овие работи, кај што ние немаме пат у било кое поле. Како тоа не го гледа Европската комисија, не ми одговорите? Видете, јас не сум Европската комисија, веројатно тоа прашање треба да се постави на некој представник од Европската комисија. Тоа значи дека Македонија не треба да добие датум за почеток на преговори? Македонија треба апсолутно да добие датум. Кај се јава проблемот? Со овие неспособни на власт што се сега, со оваа криминално-рекетарска банда која што имаме на власт, нема да мрднеме ни чекор напред. Затоа што лажат и манипулираат пред народот дека сега ќе бидне не знам шо, 3 години лажат дека добиваме датум за почеток на преговорите, дека ќе се одвртат на границите славините и ќе почне мет и млекот да тече. Не сваќаат дека ние дома треба да завршиме работата, да ги засукаме ракавите, да се фатиме за работа, за да направиме да биде подобро. Затоа што почетокот, односно добивањето на датумот за преговори, де факто не значи ништо ако дома не си ја завршиме работата. Дали во вашата програма се офатени преговорите со Европската комисија? Апсолутно, тоа мал милион пати сме го зборили, сме го кажувале. Немаме многу време, ако може да се скратуваме во излагањата. Вие излеговте на протест. Многу пати спомнавте дека судството треба да се прочисти, како велите вие од Сваровски судите, иако имаше 3,5 години бевте на власт, зошто не дојде до тоа прочистување? Што сега ќе направите, а што не направивте до сега за да добиеме независно судство? Критики за судството добивме во истиот извештај вчерашен на Стејот департаментот, на вистина сериозно. Точно заради тоа што приоритет на земјата која што се наѓаше на рап на граѓанска криза, граѓанска војна и финансиски колапс оставен од Никола Груевски, денеска за 2,5 години со решен проблем со Грција, со решен проблем со Бугарија, со генерација која што храбро, без калкулации, со одговорност, прифати да влезе во решавањето на проблемите и да ја влече државата напред, денеска сме пред влезот да Шпанија со ратификацијата го донесе членството на Република Северна Македонија во НАТО, во најелитниот безбедносен клуб. Денеска сме... Не морате. Сега, што таа нервоза? Треба да ти е срам, не сум нервозен. Се нервирате што државата ќе стане членка на НАТО. Не, па вие сте научени да влечете државата назад, да вратите во минатото, во темнината, во подел и во омраза. Дозволете оваа генерација да влече државата напред. Како ќе добиеме независно судство и сигурноста, вие се палите и нервирате. Доста со нервоза, се потите. Се потите. Кога се каже НАТО, се потите. Полека, за 2,5. Знаат луѓето ве Игор кај бевме пред 2,5 години. У која држава живеат? Крв влевовте со вашиот носител од една изборна единица, влевовте да ги тепате пратениците. Се тепаа студенти, се тепаа новинари. Живееме во режимско време. Денеска е слобода, демократија. Денеска државата станува членка на најелитниот безбедносен клуб. И вас тоа е проблем. Па тоа е жалостно, граѓаните го гледаат. Граѓаните гледаат дека сте против НАТО, сте против ЕУ, дека сте против европскиот напредок, против економскиот напредок. Сега за тоа треба да збориме. Што се палите и нервирате кога збориме дека државата ќе стане држава? Не одговарате со Русија. У која? Што да правиме? Со Кина, со Марс. Не го признавате, па не го признавате извештајот на Европската комисија. Најпозитивен.
кажам, тоа? Со констатирани Кој сите го напредоци. кажав Со дека констатиран ние развој немаме во ситуацијата, не сите сфери, па дури во администрација. Абе, отвориш се. уста и излажеш, не ми се верува. Значи, отвориш Доста со уста тие и манипулации. излажеш. Сега може да Како- Која држава значи, живееш? секогаш Како ќе кога го спомнеме прочитате? НАТО, Европска унија и Што ти е граѓаните, срам? вие се У која нервирате. држава Се живееш? потите полека. Вие се потите. Ја доведовме државата да е денеска Ти е срам да слободна, кажеш у која држава демократска, живееш. стабилна, е безбедна. У која држава Со член живееш? 5 се осигурува безбедноста на нашата Која територија. безбедност? Со членството Јаве, во НАТО, Лјупчо. кој што не го сакате. Која држава Со тоа, живееш? што не мислите Која добро држава на кажи држава. живееш? Република Северна Македонија, Срам да ти е. членка на НАТО. Срам да ти е. Република Не ме Северна гледај Македонија, во очи, членка на срам НАТО да ти е. и земја која што започнува со преговори со Европската унија. Сега, а живееше со вас во време на изолации, Знаеме, не на викај, поделби, не викај, те на слушаме, на 2 омраза, метра сме. на реваншизам, на темнина. И сега сме слободни, сега сме светол пример веруваш ли и ова што шампиони во зборуваш? Ќе многу направите области. за Тоа ли ви судството сме? Николовски? Веруваш ли Тоа ли што сме? зборуваш? Упорно не Срамо. одговарате Срамо. што ќе направите судството да Па не стане знаат што може независно. Сања да направи. Ве До сега молам, само го уништија. истото За да- прашање и за вас. За да ви одговорам на тоа прашање, треба да Да. кажеме и констатираме дека приоритет наш во овој скратен 2,5 годишен мандат беше да ги решиме најкрупните Да, тоа прашања го во кажате. државата. Што ќе Да, од направите? меѓународно изолирана имаме земја Тоа која што го е светол кажате. пример. Што ќе И сега направите во мандатот сега? кој што следи, Ако го точно добиете со целокупната мандатот? поддршка од меѓународната заедница нема да го спроведуваме прочистување на Сверовски судството. Како? Низа механизми во кои што судиите и обвинителите кои што скриваат предмети, застаруваат во фиока, ќе бидат по автоматизам разрешени со измени на законодавството, Што со направите введување до на сега? нови механизми и Што ве методи. спречи тоа да го направите до сега? Не спречи, точно не спречи заради тоа што ние добивме опомени спречи? од Европската унија неколку пати за некакви промени кои што се правеа на управни одбори или на други кадровски решенија за едноставна измена на законот за административни службеници. По 15 пати се консултиравме со Европската унија. Сега кога Но не ви државата падна е на памет да ги осигурана, намалите управните одбори. сега, и кога да трошиме државата е буџетски осигурана, пари безбедна и кога е на прав членови пат, на управни кога е на одбори. вистински пат, се свртуваме токму кон најприоритетните работи дома, а тоа е прочистување на судство, создавање на судство во кое што нема Зоран Заев или Христијан Мицковски да дозволиме да вртат телефони и да нарачуваат Но пресуди. Николовски, ако ни се судство случи кое што пандемијата, честно, ако трае, ако имаме одговорно. мигрантска криза, постојано ќе имаме изговори да ги одложуваме. Сања, најстрашното работите. се е што Како Лјупчо ВМРО, Николовски во ДПМН, моментов не. само што е обвини Европската унија секогаш за кога- нивниот неуспех Да. во реформата Како на ВМРО, правосудниот ДПМН, систем. Секогаш кога се збори за судство и за НАТО се нервираат и вода им тече. Слушаме Да слушаме како тие генералниот ќе го реформираат судството. на СДСМ како е Или во две обвинил реченици не Европската може да се унија каже. за Да. Сега, ако имаме можност да кажуваме, ако имаме време Ама да бе, кажуваме прашувам цело па сега време. не дозволувате заради тоа што зборува програмата Николовски, јас можеме го- предвидува знаете. низа на сет на мерки, тоа е еден од главните наши столбови. Ама не знаеш ни една да дисциплина кажеш. и правда. Ама не знаеш ни една Ред, да кажеш, така ли? Дисциплина Кажи и правда. една. 5% случајно ќе се проверуваат сите судски Само одлуки пет. и обвинителски Сите треба да се предлоги. проверуваат. По Што не ги случај проверувате избор. сите? Секој До суден сега или што не ги обвинител проверувавте? кој што крие или застарува предмети, како што тоа И се до сега случуваше, тоа не можете да ќе биде- направите? Не можеше, сега ќе може. Лажеш, Сега не, е тоа како- најголем не си приоритет. упатен. Како Заради ќе тоа се што прави вие се борите случајниот да избор? ја вратите криминалот и заштитите криминалот. Тоа беше единствената цел во овој период, да не одговарат. Вие не сакавте да се трансформираат или трансферираат Че нели предметите. ЕУ не Вие не ви сакавте да даваше? се осигураат Нели ЕУ не ви предметите. даваше? Сега кога се донесе Нели ЕУ законот не за ви јавно даваше? обвинителство, очигледно е ова нервоза Нели која што ЕУ не имате. ви даваше? Заради тоа е што Јанушев, знаете дека како- еден ден ајде ќе одговарате. слушаме како вие што вие ќе направите кај судството? Еве, Николовски кажа Значи, неколку прво и мерки и тоа е основно, точно Од никој Има и од многу нас, други. определено. За кои што Нема. немаме вече ова се време да главните. разговарам. И или не ги новитети. знаете. Да. Прво и основно, значи тезава дека Европската унија ни е кочничар на Не, ве прашувам реформите како се и вие што апсолутно ќе направите. Европската неуложно. унија не ги ви констатира беше. напредокот на реформите, Втора работа. ама не го читате извештајот на Европската комисија. И не лажете. Значи, Европската комисија констатираше Не лажам, ти сериозен го кажа тоа. напредок во сите сфери. Видов. Прочитете го, Оваа отворете. ситуација од судството не е од овие 3,5 години, така? Видете, јас многу Така пати до сега да јавно ве сум кажал прашувам, дека значи при реформите крај во се ближиме кон правосудството крај. биле камен на сопнување на Што сите вие влади ќе од направите 91. како Прво и влада на основно, ВМРО и ДПМН? од нас, од било кој од нас, нема никогаш да се случи да се јавиме ки судии, да кажуваме Не, трас-трас, како ќе го од реформирате заев зависи. судството? Ова го кажавте 100 пати во завршам. емисијава. Значи, кажавме, во однос на одговорноста, во однос на ветингот, целосен, апсолутно целосен.
Целосен ветинг. Тоа е она, мислам дека она што Европската унија не само го финансиски, не го дозволи на владата. знаете зашто не го дозволи? Не само на нашата влада, не го дозволи во други земји од регионот. Јас сум наред или па Николовски, ова интервју се претвори. Значи, не е точно. Оставете ме да ви одговорам. Не им дозволили тоа што се свесни и знаат во однос на тоа што прават, колку се криминални и колку се корумпирани. Ќе го направи тоа некој ако треба од страна што дојде, експерт, пошто нема измислување топла вода. Сите добри практики во развиените држави има после 12 април да се применуваат и во Македонија. И сите како него и сите околу него, кои што се сгрешиле, кои што направиле криминал, ќе одговараат. Ама вие сите не до сте еден. суд. Не ние. Значи треба да добиеме обвинителство. Режимските и гроевски кои ќе ги гонат сите функционери. Сите, така се научени, и тие од ВМРО контролираат све. и тие од СДСМ, и тие од ДУИ, и тие од Алијанса, од сите буквално партии. Вие ќе кажувате. Значи независно, без мешање од никого. Без премиерот, без премиерот, само ако ми слушате и ако Николовски научи кога треба да поќути. Значи, ако треба од страна експерти, ако треба најдобрите. Се што функционира у светот, во развиените држави, каде што имаме независно судство, после 12 април ќе се има во Македонија. Не само финансиски ветинг, не ветинг само да се провери кој обвинител, не само судиите, туку и кој обвинители, како стекнали имот и слично. Ние предложивме две многу значителни мерки од кои што Николовски, Заев и СДСМ избегаа. Зато бевте против законот за обвинителство. Кој се огрешил, нема веќе аболирани, нема веќе луѓе кои што и биле во криминал да учествуваат во јавниот живот. Има моралот и етиката да бидат број 1. Значи ветинг и во однос на донесени пресуди, воедначена, еве ви зборам, воедначена, тоа е исто едно од мерките, воедначена судска пракса. Не може еден судија во Скопје да донесува различни одлуки буквално за иста работа во Битола, во Паланка или во Штип, ради тоа што Николовски вртел на телефон и кажал трас, Заев знае, Катица знае, без нас ништо прави. Така да, рекете веројатно е еден од најголемите порази. Да, точно. На оваа влада и затоа секогаш ќе кажам, криминално-рекетарска банда на власт се, ништо повеќе, ништо повеќе. Кај економијата, забележувам дека практично, поправете ме ако грешам во печатокот, ветувањата ви се речиси приближно исти. Дека ќе се дојде до просечна плата до 300, минимална плата 300 евра, просечна плата минимална 300 евра. И дека ќе има 100.000 работни места, што значи значително намалување на невработеноста. ВМРО ДПМН вели ќе овозможиме зголемување на просечните плати за 25% во еден мандат, што практично е истата сума која би се добила, зголемување на пензиите за 20%, падна невработеноста едноцифрен по 10%. Прашање и до едните и до другите, како ќе дојдеме до тоа, знаејќи го нивото на економија и раст во моментов. Николовски и Пајановски. Точно, нашата програма се базира на 5 клучни столба. Едниот од столбовите ги тангира прашањата во делот на економијата и ние консеквентно на сите политики во овој период, ако за 2,5 години успеавме да отвориме 67.000 точно нови работни места, без да се бришат од евиденција, како што тоа го правеше ВМРО ДПМН, туку со точно отварање на нови работни места, создавање на услови. 100.000 е за колку време? 100.000 е за следните 4 години. И веруваме дека тоа е минимум и ние таа бројка ќе ја надминеме. Невработеноста ќе биде, ако ја намаливме сега на 16,6, дупло ќе ја намалиме во наредниот период на 8%, ќе има раст на сите плати заради тоа што ние додека ги зголемувавме овој период платите, ВМРО ДПМН секогаш гласаше на купчињата во собранието и против зголемување на платите, и против зголемување на минималната плата, на пензиите и на сите други Како ќе го постигнете закони. тоа со оглед на продуктивноста на моментов и реалната состојба? Ако тоа сме го направиле во овој период кој што беше најпроблематичен за државата, во кој што ги затваравме најкрупните историски прашања,
И сега, кога сме растеретени од тој дел, кога државата е членка на НАТО, кога сите се свртени кон нашата земја, кога почнуваме преговори со Европската унија, кога отвараме нов пристап на фондови од 2 милиарди евра уште од оваа година во различни сфери. Кои фондови се 2 милиарди? Структурните и кохезиони фондови на Европската унија, заради тоа што структурните фондови не се. Апсолутно. Дури да почнеме ако преговори, почнеме, отвараме нови фондови и очекуваме во мај веќе одлуки за дополнителни фондови кои што ќе бидат наменети за Западен Балкан. Така да нови 100.000 фондови не значи и структурните фондови. 100.000 ние ИПАРД фондовите не ги користевме додека беше ВМРО да помена власт. Па сега имаме 100% искористеност. 100% искористеност. ИПАРД фондовите, ако оваа година искористивме 12 милиони евра, но ИПА фондовите генерално збориме за ИПА фондовите, за кои за ИПА сега фондовите искористеността малтене иста. Ова е чудо. Само тоа се факти аргументи, сега не знам како гледам- ќе отворите нови гледате работни луѓето. места? Како? Апсолутно, заради тоа што растот кој што го имаме моментално на економијата од 3,6%, започнавме од -1,8 во време на ВМРО ДПМН 2017, сега имаме раст од 3,6%. Кратењето на трошоците кои што ги имаме по сите основи. Ние не градиме споменици, не градиме скулптури и реклами. ништо не градите. Силно ја поддржуваме Само крадете. домашната економија. Тоа е нервозата која секогаш кога нервоза? ЕУ, НАТО, економија, раст на плати, раст на пензии, Но се државата нервира. е главен работодавач, вели Американскиот Стейт 21% Како точно ќе ги тука зголемиме. ќе направите? Ние пензиите ги зголемивме оваа година без 1 денар или евро долг за задолжување. Затоа велиме следната година Секој ден се 6%, задолжувате, бе, Лјупчо. па 7% и 2023 со 8%, односно вкупно 28% зголемување на самите пензии, без да се задолжува државата. Реалниот раст на економијата, поддршката на домашната економија, новите странски инвестиции кои што се рекордни во овие 2 години, даваат основа да веруваме дека она што сега го направивме, секако дека можеме да го продолжиме во наредниот период. Овие ветувања согласно последиците од пандемијата на коронавирусот, бидејќи несомнено ќе бидат огромни, и дали сте подготвени да ги земете предвид кога ќе излезете пред граѓаните и повторно ќе ветувате, бидејќи тоа ќе биде навистина значителен фактор. Апсолутно, наше е да се надеваме дека што побрзо ќе помине и ова криза која што го има офатено целиот свет, меѓутоа економскиот пакет на мерки е една од паралелните точки. Го збориме како да се справиме преку здравствените институции, здравствениот систем, мора паралелно да мислиме и за економските мерки кои што секако се земаат во предвид и најдлабински и темелно се анализираат и земаат во предвид. Како ВМРО ДПМН толку ќе намали невработеноста, ќе достигне платата, реков, на исто е ветувањето, речи. И ние се надеваме дека коронавирусот за многу брзо ќе биде решлив проблем, но сигурно не се надеваме дека што можно побрзо ќе заврши, да не мораме да правиме никакви мерки и не знаеме кај сме. Тоа го слушнав моментов од Лјупчо Николовски, но не се. Кога ги слушам како зборуваат за задолжување, секој ден, секој вторник се задолжуваат 80 милиони, 120 милиони, 200 милиони. Бројчани ќе ставаат. Секој ден ги враќаме долговите ваши на Игор Јанушев, на Христијан Мицковски, на Никола Гореевски. Како вие ќе се враќаат вашите отворите долгови за споменици, скулптури и реклами. И слушавме како вие ќе Странски отворите директни толку. инвестиции имале една инвестиција не му држава. Не може да ова ние го донесовме да кажат. Значи ништо. И кога ги слушам како СДСМ 34 зборуваат за инвестиции. економија, 34 нови за договори вработување склучени, за пари, 3 пати значи повеќе од човек- времето на ВМРО ДПМН, Култура, кога Николовски, милионски износи на средства се трошеа за реклами. Тоа сте си срамно е кажа. да Значи, мислам лажете дека јавност. треба да бидете фер и Ако да сме слушнеме напрашање- како ВМРО ДПМН Ако ќе сме на намали прашање толку рекламите, долгове. потрошивте 5 милиони само пред кампања по медиумите. Мислам дека ќе одговарате и Зашто? за тоа и ќе ги правдате пак во Социјалдемократски сојуз, но тоа е веќе друго прашање. Па вие сте познати по затварањето на сметка без да го вратите долгот. Вие Што затворите зборите, дали не знаете? е ништо против законски. 100.000 евра не Ништо. кошта нашата кампања на прав пат. Ништо не е 100.000 против евра. законски. Како може да Јас ја лажете дека затвори 5 милиони? сметката со долг Како од може? 400.000 евра. Па законот е јасен дека треба во рок од 3 месеци да ја затворите. Вие не сте ја затвориле. Затворивме. Имате разно доверителски односи, Орце Камчев, еден, друг, трет, пет.
Значи не можете да Ма ги не ви затворите. палат тие Законот фори, е не знам јасен. како да ви Законот кажам. важи и за СДСМ, важи и за ВМРО да помане. Нашиот излез Затоа е нервозата, затоа што не сте ги затворили затвориле сметките за локални избори и за председателски, тогаш кога е рок. пошто немаш култура. Не може да лажете дека 5 милиони евра некој платил за лажам. кампања. Па Не како? лажам, Па ќе одговарате за ова. Еве за Нема ова ќе проблем, добиете слободно. соодветна пријава за тоа што Слободно, лажете. немам проблем, Затоа не што лажам. лажете. Затоа Значи, што 100.000 потрошите- евра се потрошени за таа кампања. Не знам, објавете да видиме. Па објавено, па не гледате, па не пратите, само пишу, тоа Да. Будимпешта што ќе ви напише, тоа зборите. Тоа од Будимпешта Дајмо се само. на база на аргументи, на факти, на податоци, на Си на она верувате што ли ова што го што е јасно. зборувате? Како Не си може да верувате, како може да признајте. збориме дека 5 Без милиони премале евра? се, ова Па ќе го вие бевте збориш, познати ќе го дека збориш 25 Будимпешта, милиони евра Груевски, годишно давте за реклами. Јанушев, 25 милиони евра годишно за роудшоу. Лидерот на А ВМРО, инвестиции веќе немаш. која споменувате Будимпешта, одбра пред изборите од сите европски лидери да оди токму кај унгарскиот премиер. Затоа За да ги земе што листите. Орбан Дозволете е да убедливо одговори. Граѓаните тоа го најблискиот знаат. пријател заедно со Фидеш, како сестрински партии, како две партии кои што блиско соработуваат у ИПП. И всушност главната поента на посетата на Христијан Мицковски на Виктор Орбан беше лобирање за добивање на датумот за преговори. Тоа го кажавме во јавност и мислам дека е нешто што граѓаните го препознаваат Бидејќи и кој што неговиот треба да еврокомесар го напише извештајот и побара препорака, логично. Да, видете Ама се, мора да па помене ќе неговиот кажете президент. неговиот еврокомесар, не би рекол дека е неговиот еврокомесар. Добро, човек кој е од неговата... Кога вака збориме излегува дека е некој тотално небитен, кој што е таму колку напротив. место да пополни. Човекот со сериозно Напротив. искуство, експерт, кој што извршува едно од најбитните функции во моментот во Европската унија, и дека некој ќе напишел, некој друг што му кажал. Че ние го направивме тоа што секогаш го правиме. Работиме во интерес на граѓаните. Во интерес на граѓаните добивање на датум за Дали почеток во на интерес и преговорите на ВМРО со ДПМН пред овие интересот на избори, ВМРО бидејќи ДПМН се е слушна дека се лобира во обратна насока. Тоа не се слушна, тоа го пушти. Од СДС само да прават, се извинам, од СДСМ само да прават контра спинови, тоа се случува цело време, лажни вести, фабрика за лажни вести. Тоа е очекувано, што ве гледате реториката, Груевски Нас, Будимпешта, кој да Груевски збори за лажни Будимпешта. вести, И од друга страна, значи, отворат уста, лажат. Особено кога го слушаме Николовски како зборува за задолжување, држава не била задолжена никогаш. Се надмина и фамозниот прак од над 5 милиарди евра. Дека донеле странски директни инвестиции, не знам, вај да ги кријат по дома, пошто никој не може да ги види. Единствено што направија е само да ја трупаат администрацијата, да прават таму вработување, всушност тоа го покажува исплатените износи, да прават договори на дело и во 2016 од 333 милиони, во 2019 да зголемат на скоро 600 милиони. Што ќе направите вие со оваа бројка? Дуплирање. И само ако може уште една работа, Што ќе ако ми направите дозволите, вие со оваа администрација? да покажеме, значи само во јануари, февруар, Нема да вработувате веќе? само ќе има сериозни мерки како да одиме на дигитализација. По примерот на Естонија, пошто ова што го прават и што го кажувате класична манипулација со граѓаните. Видете, зборуваат за дигитализација, не прават ништо на поле на дигитализација, истовремено ја полнат администрацијата со партиски кадар. Значи, тие две работи не идат едно Тоа со значи друго. дека Или вие ќе вложувате, отпуштате, значи никој не ако збори е за отпуштање. дигитализација, Никој не збори за отпуштање. Значи секогаш вработени. има, дали е тоа преку трансфер, преквалификации, доквалификации, секогаш има начин. Ќе излеземе како што веќе ги промовираме сите мерки, ќе излеземе со конкретна промоција на сет на мерки и во однос на ова. Но она што сакам да го кажам што е, повикате и вие оние што седат дома и земаат плата притежно значи од коалицијските партнери сами да се заминат? Тоа нема да се случува по 12 април. Тоа го ветувам пред целата македонска јавност. Уште една работа. Бројките се 10-кратно зголемени за вработување на определено време во јануар и февруар месец оваа година. Значи прават класичен подкуп во очни избори. Класичен подкуп. Значи погледнете во само графиконот.
Добре, има да видат граѓаните. антикорупцијска Од комисија, има и 54 други тела, мислам од дека 50 тие ќе се занимаваат. се извинувам, од Господине Јанушев, вие ќе зборите за 55 скоро илјади имате е качено право на за над партизација на милион јавната и пол. администрација да зборите? Над милион и Па пол. токму И ова се овој последниот бројки, извештај на Европската ова се, комисија, кој што вие податоци не го кои што се признавате, земени од потенцира напредок на Министерството државата за во јавната финансии. администрација, Значи, дигитализацијата ова не се и во измислени иновации. бројки, ова не го Тоа го кажуваме, констатира ова е земено Европската како комисија. бројка од официјалните податоци од нивната министерка за финансии. Мислам дека која што е поголем еден од проблем ќе најнеуспешните биде министри. администрацијата да покаже квалификуваност и способност. Европската комисија токму во овој извештај констатира напредок на земјата во делот на дигитализација на јавната администрација. Тоа не го признаваат како и целиот. Тоа е проблем со кој мислам дека сите ќе се занимавате. И на крај, Јанушев, и за двајцата, дали ако победите на изборите, ќе му честитате на противникот, тоа не сме го виделе одамна. Николос? Ние сме коалицијата можеме апсолутен победник на овие избори, тоа сите анкети, сите податоци, волјата на граѓаните ќе го покаже на 12 април и ние сме насочени на реализација на политиките кои што ги ветивме и излеговме навремено пред граѓаните. Цело лето работевме, 700 средби со граѓаните, на 35 граѓански трибини, ја дадовме нашата понуда, ја промовиравме јавно на 24-тиот конгрес нашата програма, нашите 5 клучни столбови во кои што се фатени мерките за заокружување на членството во НАТО, за почетокот на преговорите со Европска унија, за грижата за сите категории на граѓани, за економски силна држава, за мерките во делот на екологијата, за редот, правдата и дисциплината. Ние имаме јасна, прецизна понуда како ќе отвориме 100.000 работни места, како ќе безбедиме раст на сите плати, раст на пензиите, на социјалната помош, на субвенциите, како ќе воведуваме мерки и политики кои што се консеквентни и во кои што сме целосно кредибилни, заради тоа што за нас во овие 2,5 години зборот беше збор. И ние сме убедени во победата која што доаѓа на 12 април и формирањето на владата. Јас честитате на противникот доколку изгубите. Јанушев, дали вие сте подготвени да Јас како што пред една победа недела доколку доживеете пораз, некој како што ќе биде му поразен на овие честитав избори. пред една недела на Николовски брак, и уште еднаш ќе му го честитам бракот, се надевам Господ дека ќе го дари со многу дечиња, со среќен и берикетен брак. Истото тоа го очекувам на 12 април да се јави, да честита и да посака конечно работите во државава да се придвижат во вистинска насока. Честитки од мене, благодарам за учеството во вечерашната топ тема, благодарам на вниманието, останете на Телма, имајте убава вечер.